Се наоѓаме пред затворениот градски базен, кој од петокот е затворен во вистинска смисла на зборот и не работи. Ова е втор пат годинава, ова неспособна локална власт, предводена од кадрите на наше Куманово, да го затвори базенот, а со тоа голем број на граѓани, ученици и спортските клубови да бидат оневозможени од користење на услугите на овој објект. На почетокот на годината советничката група на СДСМ предложи да се трансферираат 3 милиони денари на сметка на јавното предпријатие Чистота и зеленило, со што ќе продолжеше работата на овој базен. Овој наш предлог не најде на поддршка во Советот и мнозинството предводено од наше Куманово, ВМРО ДПМН, Алијанса и Левица, се што направи во месец мај, кога повторно беше отворен базенот, да успеа да гласат за зголемување на цените на услугите на истиот. Затоа јавно прашуваме, зошто се гласаше за зголемување на цени на услуги кога базенот е повторно затворен? Дали воопшто се превзема нешто за намалување на потрошувачката на електрична енергија и дали рефлекторите беа сменети со оние посоодветни кои трошат помалку и дали воопшто е направена финансиска анализа? Со затварањето на базенот, освен што ќе ги остави децата, учениците и спортските клубови без пливачки активности, сакаме да алармираме и дека постои опасност од уништување на опремата. Тука јавно прашуваме, дали постои план за превентивно одржување во вонредни околности за котлите за газ, пумпите за вода и дали соларниот систем е во функција? Дали се води сметка за целата инсталација сместена под базенот и дали би можела да трпи трајни оштетувања доколку истиот не работи? Дали се предвидени средства во случај на дефекти за предстојниот зимски период, ако знаеме дека температура под 0 степени може да создаде трајно оштетување? И на крај, дали се предвидени средства од буџетот за рестарт на базенот, кога и тоа да се случи? На следната седница на Совет имаме измена во програмата за училишен спорт, со која програма општина Куманово ги плаќа сметките за електрична енергија на јавното предпријатие Чистота и зеленило, со што го субвенционира работењето на овој базен. Како што знаеме, и градоначалникот Димитриевски се фалеше во изборната кампања за локалните избори дека има 4 милиони евра финансиски средства на сметка на општината Куманово. Во последниот ребаланс на буџетот 3,5 милиони евра се трансферирани од 2021 во 2022 година. Затоа, како политички субјект кој работи во интерес на граѓаните, СДСМ и советничката група на СДСМ и коалицијата, цениме и сметаме дека општина Куманово и понатаму има можност да го субвенционира работењето на базенот, нема дополнително да ја оптерети општината, а ќе го заштити јавниот интерес, а со тоа и нема да се создадат дополнителни штети и оштетувања на затворениот градски базен.